Добродојдовте во најновото издание на Спорт Плюс. Акцентот на денешната емисија го ставаме на боксот и моменталната ситуација во овој спорт. За ова повеќе ќе разговараме со нашиот денешен гостин, господинот Петер Чорлиновски, селектор на боксерската македонска репрезентација, но претходно следуваат најактуелните спортски случувања од регионот и пошироко. Вчера се одигра 16-тото прволигашко коло. Брегалница оствари голема победа во Охрид, каде го совлада Царев двор со 4:1. Вчера се одигра 16-тото прволигашко коло. Вардар со победата над Ренова од 2:0 се зацврсти на врвот на табелата со 4 бода предност пред Шкендија, која одигра 1:1 со Работнички. Без голови заврши дербито за Европа на Чаир помеѓу Шкупи и Силекс, исто како и дуелот Металург Хоризонт со 2:2. Брегалница оствари голема победа во Охрид, каде го совлада Царев двор со 4:1. Во моментот табелата по одигрување на 16-тото коло изгледа вака: Вардар е на врвот со 39 бода, Шкендија има 35, Силекс 23, Работнички 22, Шкупи 21, Ренова 17, Хоризонт 17, Брегалница 16, Младост Царев двор 13 бода и Металург 12 бода. Викендот се одигра последното седмо коло од есенскиот дел во пингпонгарската Суперлига. Младите студенти на Универзитетскиот клуб Гоце Делчев во последното одиграно коло забележаа победа со резултат од 5:3 против екипата на Работнички. Викендот се одигра последното седмо коло од есенскиот дел во пингпонгарската Суперлига. Во комплетен состав, младите студенти на Универзитетскиот клуб Гоце Делчев во последното одиграно коло забележаа победа со резултат од 5:3 против екипата на Работнички, со тоа што ја освоија есенската сезона. По успешната сезона на младите пингпонгари, на 13 декември екипно како шампиони во оваа сезона ќе се надпреваруваат во Балканскиот куп во пингпонг, каде што ќе учествуваат 4 екипи, и тоа Македонија, Србија, Романија и Бугарија. Овој викенд се одигра четвртото коло во одбојкарската лига во Македонија, следуваат резултатите. Овој викенд се одигра четвртото коло во одбојкарската лига во Македонија, освен надпреварот помеѓу штипската екипа на Мавис и Лирија, кој ќе се одигра на 2 декември. Резултатите кои се постигнаа од ова четврто коло: екипата на Пробиштип Весна Акумулатори на гости кај Шутова загуби со резултат од 3:0 и во моментот на табелата се наоѓаат на третата позиција, додека Струмичани на гости ја совлада екипата на Сушево. И во женска конкуренција, надпреварот меѓу Бами Кори и Јанта Волеј ќе се одигра на 2 декември. Во другите два надпревари, Македонија Макси ја победи екипата на Шкендија со 3:0, додека пак универзитетската екипа на Штип загуби од Работнички со 3:0. Во моментот универзитетската екипа е на 5-та позиција. Малиот Кико повторно извојува победа, овој пат во Штутгарт, Германија. Речиси нема седмица македонскиот вундеркинд Кристијан Воденски, кој се надпреварува во повеќе спортски дисциплини во Германија, да не забележи некоја победа. Последната 10-годишниот македонец, инаку член на клубот MMA Spirit на турнирот кој се одржа во Штутгарт, Германија, на поени го совлада својот противник по потекло од Косово, Леон Ренк од клубот Мехмедио Дазбах. Неговата апсолутна доминација во неговата категорија ја покажуваат титулите, меѓу кои во конкуренцијата ИСКА и ВФМС. Исто така во текот на изминатиот викенд Воденски оствари уште една победа и во борење грчко-римски стил, а неговиот клуб Грисхајм ќе се бори за титулата во детската лига во областа есен на 27 декември оваа година. Тој досега во грчко-римски стил во неговата екипа е единствениот непоразен надпреварувач. Женскиот кошаркарски клуб од Делчево во 6-тото коло од првата лига забележа победа, совладувајќи ја екипата на Студентот Скопје. Со резултат 67-50, женскиот кошаркарски клуб Клубскиот Делчево во 6-тото коло од првата кошаркарска лига во женска конкуренција успеа да му го нанесе вториот пораз на второпласираниот тим Студентот Скопје.
Домашната екипа, иако не комплетна, без наискусната Марија Видикова Николич, Ана Догазанска, Ирена Ристова и Елена Алексич, но со повратничките по една сезона во клубот со кој го освоија и купот и 3 сезони редеа само успеси, репрезентативката Ванеса Василевска, како искусната Елеонора Георгиева Атанасова, започна доста добро и за 2/4 направи предност од 22 поени. Во тој период репрезентативката Ванеса Василевска, на која ова и беше прва средба, бидејќи имаше професионални обврски во Италија, постигна 17 кошеви и на одмор екипата на клубски замина со предност 40-18, за да во вториот дел се разигра Снежана Николовска, која даде вкупно 22 поени, од кои 6 тројки. Во составот на клубски добар настап има и Елеонора Георгиева со 8 поени и Нарашова која постигна 7, но имаше и добра игра во одбрана. Исто така, успешен поединец на надпреварот беше и Стефанија Костадинова со 6 постигнати поени. Во останатите резултати од шестото коло, тимот на Бадел го совлада Шкупи со убедливи 125-36, додека Лотос на домашен терен славеше над тимот на Вајс Профил со 68-37. Почитувани гледачи, како што ви најавив на почетокот, денешен гостин во емисијата Спорт Плюс е тренерот на боксерскиот клуб Баргала во Штип и селекторот на македонската боксерска репрезентација, господинот Петре Чорлиновски. Господине Чорлиновски, добро дојдовте во Спорт Плюс. Добро ме најдовте во Канал Плюс и драго ми е што сум гостин овде. Така, тренере, да започнеме од почеток. Кои беа вашите први почетоци? Вие сте првиот тренер на боксерскиот клуб. Да, поточно така, инаку предходно бев тренер на боксерскиот клуб Младост, кој беше формиран во далечната 1971 година, каде бев и член како боксер и како надпреварувач. Меѓутоа, 1975 година веќе и бев и тренер на боксерскиот клуб Младост, дури до 1993 година, до формирањето на боксерскиот клуб Баргала. Кога посакавте да работите тренерската професија? Па видите, тоа беа такви времиња и такви моменти да секоја работа која ја вршиш, мислам, прво беше задоволство да бидеш во тие времиња спортист, кој како спортист бев прифатен и од граѓаните и од сите, мислам, од сите средини на градот во кој живеев. Тоа беше прво една, да кажам, една сатисфакција, еден момент кој секој сакаше да посакува да биде прво спортист. Без разлика дали ќе биде успешен и неуспешен, големата работа беше да бидеш спортист, а камо да бидеш тренер. А првата работа кога ми ја дадоа како задача да ја работам управниот одбор на тогашниот управен одбор на боксерскиот клуб Младост. Имаше некои кадрски промени во самиот клуб. Тогаш беше председател Ѓорги Нумов, покојниот господин Мишевски Трајче секретар, како еден од подперспективните боксери и инаку и бев и член на управниот одбор на боксерскиот клуб Младост, ме назначија да ја водам задачата како тренер. Меѓутоа бев тренер без образование, без, да кажеме, оние положени тренерски испити. Меѓутоа ја прифатив таа задача со надеж дека во иднина и ќе се уклучам и во оние работи кои треба како тренер да ги поседувам. Мислам, семинари, образование за тренери и така натаму. Така. Кое беше вашето прво тренерско искуство? Како се справивте со предизвиците? Па добро, ви кажав, беше посебна чест и задоволство да бидеш тренер. Во моментот, мислам, го дадов целиот мој, сета моја желба, мислам, не зборувам дека сам имал стручност и знање, меѓутоа желбата за тренер, имитирајќи и останати тренери како се работеле, јас сум го давал тоа, можда повеќе од стручните тренери, меѓутоа цело време сум се ангажирал да се докажам и да се покажам како тренер. И не сум го штедел ни времето, ни трудот, ни моето залагање, односно целото оно што сум го давал према некој боксер. И сум имал прилика да не само што е бил тренинг како тренинг, и надвор од оноа што
треба да го давам на тренинг, сум го давал и повеќе од времето, само да се изравнам со работа на останатите тренери и да моите боксери постигнуваат резултати. Како дојде до идејата да се формира боксерскиот клуб Баргала? Имаше ли интерес на почетокот? Па добро, имаше еден период кога боксерскиот клуб Младост имаше традиција, имаше се имаше како боксерски клуб и како клуб кој може беше и на завидно ниво во Република Македонија. Меѓутоа дојде некои периоди во самиот клуб, дојде период во самиот клуб кога имаше недоразбирање меѓу мене и тогашната управа, да ја морав како тренер да си давам оставка. Иако претходно боксерскиот клуб Младост имаше, да не набројувам, имаше безброј резултати на домашен план, на меѓународен план. На домашен план може да кажем во Република Македонија, Македонска лига беше првак на Република Македонија, па потоа влезе во втората сојузна лига, тогаш на источна група, и како надпреварувач во втората сојузна лига исто добро котиравме. Беше, да кажем, еден клуб кој беше на едно завидно ниво, меѓутоа многу работи се сменија, дојде ситуацијата да клубот биде, да кажеме, ако може да кажеме, на стаклени нози. И во таа ситуација имаше некој недоразбирање меѓу мене и тогашната управа. Јас си дадов оставка, а за сметка на тоа па право организирав, мислам, и беше мојата иницијатива да формирам еден нов боксерски клуб, паралелно од боксерскиот клуб Младост, боксерскиот клуб Баргала. Тука се најдоа луѓе кои застана зад мене, да кажем, и прво за кој се зафатив беа и барав поддршка од Киро Клусев, докажем боксер и боксер број еден во град Штип со едно големо реноме. Тука беше боксер Драги Соколов. Меѓутоа тука беа и луѓе, да кажем, проверени граѓани на град Штип, господинот Лазар Черкезов, Панче Докозов, па тука беше исто и боксерот Грве Фристе. Значи голема поддршка се. Голема поддршка. За формирање на овој клуб. Значи една група на граѓани кои вклучени у боксот, кои го любители на боксот, и направивме еден иницијативен одбор да го формираме боксерскиот клуб Баргала со поддршка од подручното министерство. Тогаш подручен министер беше господинот Методија Шишков. И веќе се тражеше начин како да се формира овој клуб и која структура ќе има на раководството во самиот клуб. За тој момент се појави господинот Костадин Барзов, директорот на АД Баргала, фабриката за обувки, кој застане на челото и прифати да биде председател на клубот, така да и отпочнаа сите активности на боксерскиот клуб. Боксерски клуб кој... Колку време постои? Па од 93-та навако до 2005-та, 22 години. Мислам со успешна работа, како на домашен, така на меѓународен настап. Кои се најголемите резултати? Се сеќавате ли? Еве, што сте ги постигнале на домашна и на меѓународен? Па не можем ја да кажем за големи резултати, нити па за мали резултати. Ако од постојањето на Република Македонија до денес, од 22 пати на екипно првенство на Република Македонија, 17 пати сме шампиони на Македонија. Од тие 3 пати сме... Бројка за восхитување, дефинитивно. Да. Сега, ја не ја замарувам бројката како резултат, меѓутоа ако се повратам назад и ако правам резиме на сето тоа, да ви кажам, јас се плашам од тоа се што сум го направил. Не ќем да зборувам за резултати на меѓународни турнири. Тука се учества на европски, учества на светски првенства. Па кандидати сам некојаш имали до границата за Олимпијада, меѓутоа знаат се нормите кои се колку е тежок патот да стигнеш до норма да оствариш. Меѓутоа сум бил до границата, меѓутоа не сум успеал за тоа. Меѓутоа
овие меѓународни настапи, немам ни број од освоени златни медали, сребрени медали, поединечни првенства на Република Македонија, не знам ни медалите колку се. Не се знае точната бројка. Не. Кои познати имиња излева од овој боксерски клуб? Па види, секоја генерација која сам имал во боксот, и во боксерскиот клуб Младост, и во боксерскиот клуб. Така да, може да кажем, еве, од боксерскиот клуб Младост, Демиров Джимеил, Демир Тајил, Версело Шабан, Раман Демиров, Демир Фаик, па Насеф Јордан, па Крстевски, Сашо, Така, како Михајлов од секоја Стојан. генерација си Тие се познати. боксери од боксерскиот клуб Младост дојде. Баргала веќе Коцев Трајан, Симонов Бернар, тука се Чулинов Александар, Оливер Огњанов, не знам, јавноста ги познава. Сашо Боризов, Богатинов, Така. доста познати боксери, мислам кои се доста допринели за боксот на град Штип и за афирмација на Република Македонија. Точно така. Во моментот сте селектор на македонската боксерска репрезентација. Каква е ситуацијата таму? Па видите, ви кажем, стварно во оваа ситуација е најтешко да бидеш и селектор на една федерација која, мислам, што е општо познато, е блокирана сметката, една работа. Втора работа, нема луѓе кои треба да застанат и да го решат овој проблем. Во таква лоша ситуација сме, што мислам дека нема излаз. Нема излаз. Има квалитетни деца, но нема... Има квалитетни боксери кои може да дадат, кои може да постигнат резултати и кои дават нажен. Меѓутоа, со оглед на ситуацијата е многу тешко. Многу тешко и сме имале, мислам, вака разговори, начини, сме барале можности на кој начин да излеземе од оваа ситуација, меѓутоа сметам дека единствено ако застанат институциите, а институции за ситуацијата на боксерскиот спорт како олимписки спорт, единствено може да заде Агенцијата за млади спорт и Олимпискиот комитет. Да излеземе од оваа ситуација. Во што е проблемот? Имате ли досега реагирано? Мислам дека сепак. Па и двете институции, и Агенција за млади спорт и Олимписки комитет го знаат проблемот. Меѓутоа треба да се зафатат. Од спортот, боксерскиот клуб не може, мислам, боксерската федерација не може да го реши проблемот. Ние имаме некој долг тамо од 35.000 евра, сега со камати негде доаѓате до 50.000 евра. Председателот моментално Војо Настевски, кој е начело на боксерската федерација, и тој не може да најде решение. Значи, тоа се проблеми. Може институции се бринат за овој боксерски спорт, односно за олимписки спорт. И потврдувано медали од Олимпијада. Значи, ова е тема која што може да се зборува многу. Еве, вие од кога станавте селектор на репрезентацијата, дали имате добри резултати постигнато? Па видите, мислам како репрезентација имаме постигнато резултати. Резултати, мислам, ќе бидам реален. Тоа се резултати може да се, мислам, да бидат и за респект, меѓутоа и резултати кои не се доволни. Бидејќи боксерската федерација кој Македонија како спорт која е функционирала во времето и сега, у сегашни услови, со условите сегашни што ги имаме, е многу заостаната. Многу е заостаната. Ја само една споредба ќе дадам. Значи, ние 1994 година
сме имале пријателски меч со Боксерската федерација на Албанија. Значи, средба Македонија-Албанија. У таа средба, како гости во Тирана, после падот на Енвер Хоџа, за прв пат се одржала боксерска манифестација и може да кажем и спортска манифестација по неговиот пат 1994 година. Кога отидовме таму, ја имавме средбата со боксерската репрезентација на Албанија, каде што боксерската репрезентација на Македонија ја победи боксерската репрезентација на Албанија. Значи се уште се сеќавате на тој добар резултат. Реваншо беше за, да кажам, за 6 месеци. Исто и на реваншо во Куманово ги победи. Меѓутоа, сега да направиме споредба. Денеска или утре не може само да се построеме, едни према други да се поздравиме. Значи, а репрезентацијата на Албанија е далеко, далеко отишла. Истата работа е, да кажем, со репрезентацијата на Косово и со Косово. Косово, да, е добро познато како гнездо, како извор на боксери од бившите, да би кажем, поранешна Југославија. Имаше извор, имаше. Меѓутоа, кога ние одевме напред, нив ги немаше никаде. Сега се далеко, далеко пред нас. Албанија се сега смета како една меѓу водечките сили у боксот. Косово веќе оде по истиот правец. Македонија тапка во место. Доваѓаат и клубовите на работна екзистенција. Дали ќе продолжат како спорт, гледајќи ги, има ги обзир и сите до моментални ситуации кај младите. Гледаме општо не само во бокс. Има ли интерес од младите генерации сега за боксот? Па не знам, како што гледам, кај младите нема некој интерес за спорт. Младите повеќе се окупирани со овие нови технологии, со овие нови телефони, тачови, што ти ја знам. Так. И се окупирани со тоа. Нема интерес кај младите за спорт. А тај интерес треба некој да го потикне. Да потикне. Так. Обично се прават трибини, да се отргнат младите од пророштво, да се... Само се тоа демагогии и трибини без потреба. Значи, боксо и спорто. Не зборам, сега збораме за боксо, меѓутоа, спорто како спорт треба да се потикне од образовните институции. Почнувајќи од најмали нози, почнувајќи од основните и средните веќе завршени. Меѓутоа, во основното образование веќе треба деца да се усмеруваат. Да се усмеруваат у спортот. И да се најде модус, и да се најде модел како тие деца кои ќе се уклучат у спортот, кои ќе имат бенефиции. Да кажем, и стимулативни, и за крај, кои се вашите идни планови за боксерскиот клуб Баргала? Па плановите секогаш стоат како амбиции. Да створиме боксери, да створиме надежен боксер, да направиме боксер кој ќе го презентира и клубот, и градот, и државата. Меѓутоа, малку претходно кажав дека интересот кај младите е многу, многу мал за вклучување во спортот, што е на некој да кажем едноставно жално кај младата популација која не се вклучува. Се прават напори, еве преко Агенцијата за млади и спорт, се прават објекти, се прават терени за спортување и тоа. Сите тие терени се у функција на спортистите. Значи, спортисти треба да го минат својот век во спортот, па после да идат на тие терени. Значи, со еден збор сакам да кажам.
Агенцията за млади и спорт малку треба да се уклучи во клубовите, да најдат модус на стимулација, на подобрување условите за работа, за да може да се развие спорт. А ако се спортот развие, ќе имаме и рекреација, ќе имаме се. Спортот е производ на рекреацијата, а рекреацијата не е производ на спорт. Така, добро кажано. Господин Чорлиновски, јас се надевам дека ќе имаме и следна прилика да разговараме повеќе за оваа тема. Па мислам и дека благодарам што бевте ќе најдеме и гостин. подобри одговори и подобри прашања. Така, ви благодарам уште Благодарам еднаш што вас. бевте гостин во Спорт Плюс. Нико Росберг по шести пат се искачи на највисокото место од пиедесталот во Формула 1 шампионатот, откако вчера во Абу Даби триумфираше во болидот на Мерцедес пред клубскиот колега Луис Хамилтон и пилотите на Ферари Рајконен и Фетел. Британската тениска селекција е победник во Дейвис купот за 2015 година. Во финалето против Белгија, Велика Британија славеше со 3:1. Решавачкиот сингл меч од вчерашната програма во Гент, каде се играше финалето, го освои Енди Мари. Британецот Тајсон Фјури е нов светски боксерски првак во тешка категорија, откако во Дизелдорф го совлада украинецот Владимир Кличко со едногласна одлука на судиите. Фјури доминираше во дуелот против Кличко, речиси во целата борба и ја извојува 25-та победа во исто толков број настапи во кариерата. Кличко во својата 19-та одбрана на титулата го претрпе првиот пораз, вкупно четврти во сите 68 професионални настапи. Последниот пораз украинецот го претрпе во 2004 година. Светската куќа на фудбалот ќе им врачи суспензија на Челси и Арсенал да не можат да купуваат фудбалери во 2 преодни рока, тврди шпански АС. По Барселона, која веќе ја одлежува суспензијата, постојат најави дека ќе бидат казнети Арсенал и Челси и уште неколку клубови од Италија и Германија. Се претпоставува дека двата англиски гиганта ќе добијат слична казна како и Барселона, односно да не може да регистрираат нови фудбалери во наредните 2 преодни рока. Најавена е и казна за Реал Мадрид, која наводно веќе е скроена и која во секој момент треба да излезе во јавноста. Каталонците го прославија својот 116-ти роден ден, а во тој период успеја да освојат бројни трофеи, па денеска важат за најуспешен клуб и најтрофеен во 21 век со дури 4 европски титули. Во својата долга 116 годишна историја, Барселона стана еден од најуспешните европски клубови со освоени 23 трофеи во Лига Премиера, 27 во Кралски куп, 5 во Куп на Лига и Лига Шампиони, 11 во Суперкуп на Шпанија, 4 во Куп на Победници, 5 во Суперкуп на Европа и 2 во Светско клубско првенство. По спортските информации од Европа и светот, за крај следува компилација од најсмешно изведување на пенали. Уживајте!
Kovács Zoltán és Sebők Zsolt egymással szemben. Sebőknek voltak már óriási gratuljáj, és van még egy! Tapsali Pitona, egy gól! Hát ez hihetetlen! Ez hihetetlen! Gyurica! Ez nem igaz! Ова беше се за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме наредната недела со нови спортски информации. Имајте пријатна вечер.